Океј, ова се работи кои што не треба да ги правиме по раскинувањето. Еве неколку типс што да правиме по раскинувањето. Прво, оддалечете се од партнерот. Од социјалните мрежи, во живо избегнувајте места каде што можеби би се сретнале, што подалеку од физичка дистанца, социјална дистанца и ментална дистанца од него или од неа. Доколку се уште го идеализирате партнерот, направете една листа со неговите лоши навики. Доколку не ви текнуваат лоши работи кај партнерот или партнерката, замолете некој пријател што го знае да ви помогне во таа листа. Верувајте, кај секој ќе најдете голема листа, која што вие сте малце заслепени од љубовта и не ја гледате. Освежете си го местото каде што живеете. Расчистете го, приуредете го, дајте му нова боја. И ако имате финанси, отидете на шопинг. Ако веќе morate да мислите на бившиот или на бившата за да isпроцесирате некои работи, поставете си строги граници кога ќе го правите тоа. Правете го тоа наутро, пред пладне или после пладне, но никако не го правете навечер, зашто ќе ве бутка даун и ќе ви го руши сонот. Навечер планирајте го времето да бидете многу зафатени со активности. Излегувајте и дружите се со пријатели. Читајте си книга, учете си за школа или за факултет, гледате си филмови или серии. Правете се друго освен тоа да мислите на бившиот или на бившата. Ако ви дојде некоја мисла што не можете да отрнете, земете лист хартија и запишете ја и речете си ќе мислам за ова утре, за да не мислите непосредно пред спиење на бившиот. Исполнете ја неделата со корисни активности. Спортувајте, планинарете, запишете некоја обука или курс, работете на себе. Ако можете да работите парт-тајм нешто, работете, зошто не? Така ќе имате помалку време да се депресирате и да мислите на бившиот. Хранете се здраво и спортувајте. Научно е докажано дека добрата исхрана и физичката активност го подобруваат расположението и ќе ви изморат добро за вечер да се спиете како јагне. Следниот совет не важи за атеистите. Молете се. Молете се да Господ ви го обнови скршеното срце. Луѓе, срцето е света работа. Во Светото писмо пишува: а најмногу од се чувај си го срцето, бидејќи животот извира од него. Ако срцето ни остане скршено, ние ќе бидеме апатични, безволни, со намалена волја за живот, нема да можеме со радост да влеземе во нова врска и така натаму. Молете се да Господ ни го обнови срцето и да не подготви и насочи кон вистинска љубов.